Ни продолжуваме да известуваме за случувањата во овој предновогодишен период или од новата година од која не делат само уште 7 дена. Затоа во моментов ќе ја повикам Ирена Пепелјуговска-Цветановски, нашата колешка која е во моментов на линк со незиниот соговорник Гере Трипков, кој што е претседател на Сдруженијето Equality и со кого ќе разговара за новогодишната прослава која што е инклузивна забава и која верувам ќе понуди навистина добро дружење. Добро утро, Ирена. Добро утро, Оливера, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро ви се јавуваме од Сити Мол, каде што во петок на 26 декември од 10 до 17 часот ќе се одржи предновогодишна инклузивна забава. За таа цел, ова утро разговараме со нашиот и ваш утрински гостин Гере Трипков, кој што е претседател на Сдруженијето Equality и воедно организатор на оваа предновогодишна инклузивна забава. Гере, добро утро. Ти благодарам што ова утро дури од аеродром успеа да стасаш по овие скопски гужви, кога е вакво времето овде во Скопје Сити Мол, каде што за 2 дена, точно на ова место овде каде што сме јас и ти денеска, позади нас ќе се случува повтор пат инклузивна предновогодишна забава. Што се ќе се случува тие 7-8 часа од 10 до 17? Ти благодарам, Ирена. Поздрав за сите гледачи на Алфа. Имајте прекрасен ден. Како што спомена, најзабавната, најинклузивната, најпрекрасната забава предновогодишна во организација на нашето Сдружение Equality. И она што е посебно за оваа забава, бидејќи се случува втор пат во Сити Мол, меѓутоа трет пат поред, би сакал да стане и традиционална. Оваа година имаме богата програма, почнуваме во 10 часот. Најпрво ќе отвориме со една работилница, хербално-креативна работилница, заедно со Билки Лайф. Ја правиме во партнерство за 20 дечиња, тука непосредно пределката. Веќе места нема, нажалост, за таа активност, меѓутоа секако ги покануваме сите веќе да ни се приклучат од 11 часот, каде на први кат ќе имаме две прекрасни изложби, едната е на фотографии на Стефани Стојановска, која што ќе ни представи убави фотографии, а потоа ќе имаме и ќе отвориме и нашата изложба која што патуваше во 8 градови низ Македонија. Се насловена е "Живеј со стил, поддржи различности". Тоа се 32 портрети на лица со попреченост од целата територија на Македонија, со една прекрасна порака и нивна кратка биографија, чисто за запознавање со нив. Веднаш потоа почнуваме со поворката на Дедо Мраз, низ Сити Мол, каде што ќе ги каниме сите, ќе создаваме празнична магија и секако ќе бидеме тука присутни. Така што од моментот од 10 кога ќе го отвориме настанот, ќе имаме придружници, ќе работиме на работилницата и слично, и почнувам исто така една наградна игра, трагаме по богатството, каде што сите ќе имаат 7 предизвици да го направат низ Сити Мол и потоа да го објават, да ги објават и содржини на социјалните мрежи, и за најбрзите имаме убави награди, вредносни награди, и секако потоа го почнуваме забавниот дел, бидејќи нема само да играме и да се шетаме и да се дружиме, туку ќе има музика, почнуваме во 2 часот со Театар за тебе, ќе имаме една убава музичка представа, и веднаш потоа почнуваме со музичките концерти, редоследно. Најпрво дечињата од школото на Андријана Аневска, музичкото училиште, веднаш потоа ќе го имаме Петко со неговата фамилија, 5+, и на крајот Даци Александар. Значи ќе има една навистина одлична програма, 8 часа, сите се поканети да дојдат овде, бидејќи е инклузивна, нели сепак оваа представа, овој настан. Би сакала твоето присуство овде да го искористам да позборуваме малку и за твоето Сдружение Equality. Имавте многу активности преку изминатава година, да споменеме некои од позначајните? Секако. Оваа година имавме неколку битни проекти кои што се наша идеја, бидејќи приметивме дека се уште имаме проблем со приставноста во школите, се уште имаме проблем со пристапување на службите од социјалната сфера, од здравствената сфера, од образовната сфера, и одлучивме да направиме проекти кои што ќе ни помогнат и на нас, меѓутоа и пред се на тие служби и на тие луѓе кои што се одговорни да ги креираат тие промени и таа приставност, вклучително и урбаните планери, значи оние кои го креираат нашиот јавен простор.
Сега едниот проект ни се вика Јас, ти, вие, ние можеме. И тоа се однесува на овие служби кои што ги споменав, социјална, здравствена и образовна дејност, каде што ние ќе креираме еден прирачник кој би требало да им помогне во подоброто пристапување кон млади со попреченост, со специјални образовни, здравствени, социјални потреби. И потоа секако вториот проект кој што исто така ни е битен се вика ID Citizen, значи граѓанин, каде што пробуваме заедно со представници на општини, представници од Министерството за транспорт и врски, да ги вклучиме во овој проект, за да ги размениме искуствата со нивните колеги, пандани од Словачка, Унгарија и Полска, и тие искуства да ги пренесеме тука, како би можеле да креираме подобро, попристапно општество, попристапна средина за живење, да почнеме да размислуваме за тоа дека на сите ни е потребна таа, бидејќи како население ќе растеме и по бројот на луѓе кои што ќе станат повозрасни и попреченостите се веќе навистина имаме сериозни бројки кои што укажуваат на тоа дека и попреченостите, бројот на лица со попреченост расте, така што мислам дека мора тоа да почнеме да го решаваме. Едно од настаните ни е фестивалот за инклузија, како што знаеш, Infusion, тој веќе од јануари почнуваме да го промовираме, бидејќи е наше јубилејно 5-то издание, така што ќе имаме повторна една возбудлива програма. Тоа е она што ќе се случува 26-та година. Навистина сакам да потенцирам дека е многу важно за лицата со попреченост да се зборува што повеќе, да се подигне свеста кај сите нас, значи сепак оние кои што ги има пристапни места за лица со попреченост да бидат ослободени за да може полесно да се движат низ градот. Гере, да најавиме освен фестивалот кој што го најави, некоја друга активност за 2026 година од твоето здружение? 2026 ќе биде за нас малце пресвртна година, бидејќи свативме во изминативе години дека не е доволно само да работиме на проекти кои што секако дека се корисни за сите нас, меѓутоа за невладиниот сектор се доста тешки, бидејќи се екзистенцијални, значи од екзистенцијално значење. Доколку немате проекти, едноставно може и да згасне вашата организација. Тоа се случува веќе со многу организации. Навистина сме во некои ситуации каде што, односно во едно време кое што е предизвикувачко, меѓутоа ние се одлучивме да одиме во друга насока. Планираме и еден ТВ проект. Многу би сакал тоа да се оствари, повеќе детали ќе откриеме, меѓутоа само накратко ќе ја подигаме свеста за сите овие теми кои што ние ги работиме на еден забавен, хумористичен и интерактивен начин. Нешто што мислам дека заборавивме да го правиме и преку телевизијата. Некако мислам дека овие платформи, видео платформи ја превземаат таа улога на телевизијата. И тоа мислам дека тоа ќе биде една забавна емисија каде што ќе вклучуваме и јавни лица, каде што ќе имаме нешто што би можеле да го емпирички да го доживееме, да го видиме од нашето секојдневие, а не да биде нешто што се случува надвор од земјата, па тоа не ни е блиско, нели? И исто така уште еден ТВ проект кој што го зборувам, значи многу повеќе ќе работиме на подигање на свеста, на промоција, на едукација. Уште еден проект кој што исто така, за кој што бараме исто така спонзорство и поддршка, е нашата ТВ серија за диносаурусот Уру. Гере, многу ти благодарам, меѓутоа за жал ќе мора тука да завршиме. Измина нашето време предвидено за ова линковско вклучување. Ова значи дека ќе има повторно повод и прилика, знаеш дека секогаш како телевизија сме отворени за тебе и сите проекти што ги работите, повторно можност да се видиме, а уште еднашка повик до сите. Значи во петок на 12 од 10 до 17 часот повелете во Скопје Сити Мол има навистина преубави содржини, инклузивна предновогодишна забава во организација на Гере Трипков и на Здруженијето Equality. Поздрав од Скопје Сити Мол. Благодариме за убавиот разговор и за најавата за овој настан на кој што секако ќе присуствуваме.